како дополнителен заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, денес сум на терен заедно со мојот тим во неколку општини во Македонија, во овој крај на средби со тутунопроизводителите. Да ги слушнеме нивните проблеми, нивните маки, со кои што се соочиле и претходната година, особено пред откупот кој што треба да започне оваа година. Главниот проблем е што предвремениот откуп не е започнат. Тутунарите имаат проблем со чувањето на тутунот, а ги слушнавме и проблемите кои што ги имаат од минатата година, посебно во делот на откупот, на класите, на ниските цени кои што им се дадени претходната година, на хаосот кој што владее на откупните центри, на незаштитените права при самиот откуп и вклучително на субвенциите кои што треба да им се исплатат. Мојата главна и клучна порака е дека оваа година тутунарите, производителите на тутун ме имаат мене како заменик министер, имаат на кого да се потпрат и ветувам дека во целиот овој период, кога ќе почне откупот, ќе бидеме постојано на откупните центри, ќе имаат на кого да се потпрат и со кого да разговараат и кој да ги заштити нивните права. Ги воочивме сите слабости, сите проблеми, сите маки. Ова е една огромна категорија на граѓани, околу 30.000, кои што заслужуваат апсолутна и огромна заштита од државата во секој поглед, од самото производство, при самиот откуп, како и плаќањето на откупот и добивањето на субвенциите. И овие субвенции не се партиска, туку државна помош, која што овие луѓе со маката која што се сочуваат во целиот овој период на производство на тутунот, задолжително треба да ги добијат навремено, тогаш кога им се најпотребни. Тоа е што можам сега да го кажам. Ветуваме дека заедно со целиот тим и кабинетот од Министерството ќе бидеме за време на целиот откуп на тутунот на терен и ќе бидеме во постојан контакт и во постојана поддршка на производителите на тутун. Благодарам.